Наместо во Белград, поранешниот припадник на ослободителната војска на Косово, Томор Морина се врати во родното место Ѓаково. Тој беше причекан со зурли и тапани. Во видеото кое осамна на социјалните мрежи се слуша како негови блиски извикуваат дека бил нивниот херој. Морина пред да замине од Македонија бил почестен со ручек од страна на членови на раководството на ДУИ, зашто сведочи и фотографија споделена од страна на пратеникот Артан Груби. Меѓу присутните може да се забележат и вице-премиерот Садула Дураки, министерот за економија Крешник Бектеши, градоначалникот на Сарај Блерин Беџети и екс-градоначалникот на Чаир Изет Меджити. На 7 август кривичен суд донесе одлука Томор Морина да не се екстрадира во Србија. Како образложение беше наведено дека не се исполнуваат условите за екстрадиција. Основниот кривичен суд вчера донесе одлука и ја укина мерката притвор на Морина и му определи мерка за предпазливост, привремено одземање на патната исправа и друг документ за преминување на државната граница. Ваквата одлука беше поздравена од шефот на косовската дипломатија Беџет Пацоли. Тој се заблагодари на македонските власти за, како што вели, принципиелната одлука и соработка. Српските власти пак сметаат дека екстрадицијата на Морина е политичка одлука. Ако некој се наоѓа на потерница на Интерпол, нема потреба да се размислува дали тој ќе биде испорачен или не. Овде е очигледно дека се во прашање политички причини. Не може да постои оправдување за тоа некој кој е осомничен за воени злосторства против човештвото да биде пуштен на слобода наместо да одговара за смртта на многу недолжни луѓе. Морина беше уапсен на 24 јули на граничниот премин Блаце врз основа на меѓународна потерница на Интерпол издадена од Србија поради сомнение за учество во воени злосторства против цивилното население на Косово.